Промовирана 28-та генерација на дипломци на Високата медицинска школа во Битола. 200 нови академски граѓани стануваат дел од пазарот на трудот од 5 редовни студиски програми, општи сестри, акушерки, рентген технолози, физиотерапевти и медицинско-лаборантски аналитичари. Промовирана 28-та генерација на дипломци на Високата медицинска школа во Битола. 200 нови академски граѓани стануваат дел од пазарот на трудот од 5 редовни студиски програми, општи сестри, акушерки, рентген технолози, физиотерапевти и медицинско-лаборантски аналитичари. Станува збор за студенти кои што се одлучиле кај нас да добијат професионална квалификација. Се надевам дека тие се задоволни, дека нивните очекувања во однос на едукацијата, во однос на она што треба да им го пружиме, дека се исполнети, може не максимум. Наша интенција и понатаму ќе биде колку што е можно повеќе наставниот кадар, со работничкиот кадар и така натаму, да може да им пружиме на студентите максимално квалитетно образование. Високата медицинска школа од Битола е доста конкурентна со студиските акредитирани програми работени во согласност со европските регулативи и препознатливи во Европската унија. За до година најавија и нова студиска програма. Од следната академска година ќе имаме нова студиска програма, ќе имаме која што ќе се вика санитарен инженер. Станува збор само во една реченица за студиска програма која што ја има насекаде во нашето окружување, значи сите бивши југословенски држави ја имаат, многу успешно функционираат повеќе години и се надевам дека и за кај нас ќе имаме доволно интереси на таа студиска програма. Со понудата се надеваат дека и наредната академска година ќе имаат заинтересирани студенти и запишани во доволен број. Токму за Високата медицинска школа во Битола, програмата, односно студиската програма по која што тие работат и се она еве што опфаќа токму оваа институција. Денеска ќе разговараме со професор доктор Снежана Стилова. Добре ни дојдовте во студиото. Благодарам пред што ме повикавте, сум ваш гостин и пријатно ќе ми биде да сум овде со вас. Го погледнавме прилогот, беа промовирани 200 нови дипломци токму од Високата медицинска школа во Битола. Тоа беше настан кој што се одржа некаде пред 10-12 дена. Да, тоа беше настан. Ние секако имаме зазначени настани, празници, промоција на дипломирани студенти. Ова беа промоција на додипломски студии, пак е следи промоција на специјалистички студии, оние кои што дипломирале претходно. Колку овие 200 студенти исполнуваат квотата на она што го има како простор, односно го нуди Високата медицинска школа во Битола? Па видите, јас смитам дека тој број се одвејствува со она што се просторни услови, кадровски, така на основа на база на тој број на студенти годишно, ние сме добили акредитација и сега повторно реакредитација на студиските програми. Смитам дека е соодветен на она што го нудиме како квалитетна настава. Во моментов актуелни ни се матурантите и тоа каде ќе одлучат за својата иднина и на кој факултет да се запишат. Еве ќе се задржиме малку повеќе и на тоа на сите оние кои што сакаат да се запишат на Високата медицинска школа во Битола. Колку студенти вие примате ова година, на кои се студии? Значи, ние со брајките одиме исто како и претходните години. Имаме доволен број на студенти, негде 65 ниво просек на една студиска програма. Тоа се тука и редовни и вонредни студенти, односно кофинансирање, понатаму актуелно на старосна категорија. Сето тоа кај нас се пополнува, значи што е согласно законот. Има заинтересирани? Да. Ние, како што кажавте предходно во најавата, во делот на промовирање на дипломирани студенти, ги кажавте студиските програми, општа медицинска сестра, акушери. Акушерките исто морам да напоменам дека во Македонија сме само ние и мислам дека во Тетово има, не сум сигурна, меѓутоа, значи не сме многу во Македонија такви насоки, исто е доста актуелна програма, општата веќе си е стандард што секогаш има потреба. И како што најави новиот министр дека сега ќе има уште многу поголемо обработување и потреба во здравствениот сектор, понатаму тука се физиотерапевтите, лабораториските аналитичари и рентген технолозите. Сега ова година стартуваме со нова студиска програма, како што имавте и во најавата, тоа се санитарните инженери. Таа студиска програма,
Па видете, повеќе години сакавме да отвориме нов студиски програм и секојаш ние како институција сме се труделе и понатаму ќе биде интенција, затоа што сметам дека сме сериозна институција. Значи, не сме од некој ново квалификувани институции, да речем, кои што некако инстант се создале и просторно и кадровски. Ова институција има традиција од 30 години, впрочем, во следната година правиме. И токму ради тоа се одело постепно и вклучени биле сите сегменти, просторни и кадровски, затоа што во медицината сепак кадровските да се задоволат кадровските елементи е тешка работа, затоа што треба кадар кој што е академски магистери, порано требаше магистри, па доктори на наука и така натаму. Токму поради тоа се одело постепно со исполнување на просторни и кадровски услови. Така да сметавме дека сега е дојден моментот тоа да го направиме, односно да одиме со 6 студиски програм санитарни инженери, кои што порано своевремено го имаше како кадри ретки во Македонија, додека бевме во бивши ју простори. Значи, тогаш повеќе студираа во Белград, имавме санитарни еколози виша. Сега, бидејќи концептот сменет, сме висока образовна институција, како што и секаде, значи, кај нас нема таков профил и сега се тие санитарни инженери, веќе ги има во земјите во регионот и во Европска унија, значи согласно европските директиви, тоа е еден смер кој што е многу битен и еден сегмент од целото општествено битисување. Зошто ќе кажеме тоа така? Затоа што пред се идните, значи завршена генерација на санитарни инженери ќе бидат здравствен профил, тоа сакам особено да го потенцирам, затоа што си припаѓаат на високата медицинска школа. Зошто е тоа битно? Затоа што се профили, значи кога ќе завршат, ќе полагаат исто стручни испити, ќе бидат лиценцирани и препознатливи насекаде во Европа. Знаете, не смееме ние да се играме со идните генерации кои што ќе се запишат, а не сме им обезбедиле струки. Сигурно тука ќе се најдат некои институции или завршени кадри. Што не би сакала, тоа е тема за дебата поширока. Значи, токму кажам дека и овие, како и претходните наши струки, ќе се најдат насекаде и нивните дипломи ќе бидат препознатливи. Нашите други студиски програми се веќе признати, значи имаме званично писмо лани од Германија, каде што веднаш можат без ностификација да работат. Исто ќе бидат и санитарните инженери. Зошто го правиме овој профил? Затоа што тие ќе бидат профили покрај здравствени, значи, она што е базично, основно, значи, тука е сегментот паѓа на превентивната медицина, значи, секој ќе каже што ќе учат и што ќе работат, значи, најмногу акцентот е на превентивната медицина, се разбира и другата базична медицина, значи, базична и превентива, и она што реков дека ќе им обезбедиме услови прво за едукација е затоа што ние тука имаме Центар за јавно здравје, каде што базично покрај во клиничката болница и други, ќе кажам понатаму институции, ќе се обавуваат најмногу практичните настави во Центар за јавно здравје, каде што имаме стручен кадар тој дел да го покрие. Предметите кои што ќе се изучуваат, значи ќе можат да ги понатаму да ги профилираат, односно да ги едуцираат да работат во центри за јавно здравје, да работат каде? Во Агенција за храна. Значи, што популарно ги нарекуваат санитарни инспектори, тоа беше поранешен назив, која беше санитарна, се Агенција за храна. Меѓутоа, покрај Агенција за храна имаме државен, санитарен и здравствен инспекторат, каде што исто треба овие профили да работат. Понатака, она што е интересно, овие профили ќе можат да работат во сите јавни комунални предпријатија и јавни предпријатија, како што се водовод, комуналец, Стрежево, Нискоградба, и како каде што се потребни овие профили. Во блиските земји од регионот и понатака, реков, пошироко во Европа, секаде се вклучени во проекти каде што се врши мерење на микроклиматски, макроклиматски услови, значи во Министерство за екологија, во училишни простори, затоа што верувајте, ние ќе мора еднаш да сме сериозни да почнеме во школите не само да зборуваме срамота, нели да зборуваме дали има текушта вода за пиење, да зборуваме дали имаме влажност, влага, услови, така натаму, значи микроклима, што викаме, и што се разбира се поактуелно макроклиматските фактори, и ќе ви речам дека ние засега немаме стручни кадри од тој профил и ќе кажеме па кој работи, кој стигнал. Нели, за жал на тие места работат несоодветни кадри, кои што понатака може би се
доедуцирале или не знам што правеле, меѓутоа овие кадри од основа ќе бидат тој профил што треба таму да работи. Колку студенти ќе може да се запишат? Ке може да се запишат 65 студенти, како и на останатите студиски програми. Па знаете, од нив се дел редовни, значи по 30 па вонредни, кофинансирани, затоа што ние имаме вонредно студирање, и дел од нив се 5, а оние старосна категорија, над 35 години. Ќе има ли интерес? Кој е вашето мислење? Па јас сметам дека ќе имаме интерес голем, значи исто тоа беше од 2007 кога ги отворивме физиотерапевти и рентген, имавме огромен интерес и си стои константно, мислам, имаме, али ова е стварно нешто ново, исто што го нема. Први сме единствени во Македонија. Мислам дури можеби ќе бидеме проблем со дали ќе имаме бројка доволна, јас така ценам. Запознати се студентите дека имат и ова можност за овие студии веќе? Па видите, малку е хендикеп сега што општо каснат генерално конкурсите, акредитациите на ниво на Македонија, мислам дека сега оваа година тоа треба веќе да се реши. Токму затоа јава студиска програма немаме званично на веб-сајтот на страната, затоа што чекаме денес утре да дојде званично акредитацијата и конкурсите да излезат, меѓутоа сепак и покрај тоа ние правевме промоции, лично јас и мои колеги бевме во Тетово, Скопје, зашто можеби ќе прашате, токму затоа што кога не беше Штипскиот факултет и Тетовскиот, ние имавме многу студенти од Тетово и од Скопје. И да, искрено да ви кажам, интенција ни е да си вратиме дел од тие студенти, затоа што и покрај што има таму медицински високи или факултети медицински, немат санитарни инженери. Токму ова насока ќе биде примерна, што можеби повторно ќе ги имаме, затоа што е добро да имаме од цела Македонија студенти и да студираат, да живеат во град, тој за градот убаво, а смерот сепак е атрактивен и мислам дека ќе имаме навалица студенти. Да направиме една споредба, еве кога веќе споменавте како беше пред да се отворат сите овие дисперзирани студии кои што ги имаме на повеќе универзитети веќе во земјата. Професор сте на Високата медицинска школа веќе 18 години. Како беше тогаш, како е денеска? Интересот на студентите предпоставувам дека искога е во прашање да се запишат на некој од смеровите кои што ги нудите вие. Да, ние пак ќе кажем сме институција која е сериозна, не е тоа фалење, на вистина, континуирано институцијата си имала рейтинг од отварањето до сега и бевме единствени како институција од 88 и препознатлива и така натаму. Се разбира дека сме имале поголем интерес од сега, затоа што, пак спомнам, не беше тогаш Штип и така натаму, меѓутоа константно имаме интерес. Јас не сум навистина против на отварање на факултети, меѓутоа факултети примарно кои што ќе ги исполнуваат условите. Јас, бидејќи го кажавте, сум подолго години во високо образование, со претходно искуство во други сфери, и сметам дека секој професор претходно треба да има едно искуство и во базата, па да може да го инкорпорира тоа заедно, да го спои со едукативниот дел. И сум правила многу споредби, тогаш, сега и така натаму. Искрено, јас како личност тоа го кажувам јавно и секаде онаму каде што сум дел од битусувањето во универзитетот и пошироко, дека дисперзираните студии мене лично многу ми сметаат. Значи, не само мене, општо мислам дека не е во ред, тоа не беше воопшто добра замисла се отворат дисперзии. Зошто ќе кажам? Затоа што ние сме пред се многу мала држава. Во ред и во мали држави има и универзитети и факултети, меѓутоа отварање на секоја нова членка на факултет или дисперзија бара просторни и кадровски услови. Тоа е прво и основно. Значи, ние не смееме сами да се лажиме, да кажеме да, отворивме сега училници, имаме кадар. Значи, истиот кадар го множиме пута, не знам колку. Ние ако се преброиме, не е тоа тешко. Насведнаш може да не изберат сега во Македонија колку сме од фелата на превентивна медицина, каде што јас припадам, колку од фелата на и така натаму, и ќе се прашаме дали има кадар. Зашто еве ние како институција кубуриме стално со кадри. Значи тоа е најголем проблем, ние најголем дел од средствата ги плаќаме за надворешни професори, затоа што мора да имаш кадар. Значи тоа е основно и се потешко е да се тој кадар не се создава преку ноќ. Значи тоа се долги години на едукација. И што правиме? Просторно да не зборуваме, особено да се отворат факултети од медицински сфери, со, мислам, толку и така натаму,
тоа е многу сериозна работа, затоа што треба, верувате, многу голема база на простор и кадар, и тука нема импровизација, правење, а исто се случува и со останати факултети. Значи, да речеме, мене ми смета лично, сега ќе слушам, не знам, информатика буквално ще посела што не отвори. Јас не ги... Убаво е тоа секој, меѓутоа постои друг начин. Јас сум студирала во време кога ние бевме субвенционирани, студираме Белград, Загреб, замислете. И јас студирав лично во Белград. Значи, може да се најде мерка секој да студира али во топ универзитет или некој смер и така натаму. Не е тоа услуга ние да му правиме на некому, мора да се исполнат кадровските и просторни услови. Тоа е прво и основно. Колку денес студентите имаат желба за учење, се желни да го учат тоа што го сакаат или го прават тоа само колку да си има една диплома за на крај? Особено е важно тоа за факултет како што е медицинскиот факултет и високата медицинска школа. Да не се оди на факултет само колку да се каже дека имаме диплома дома, туку да се сака да се работи тоа затоа што еден ден работиме со луѓе, работиме во здравството. Точно така, значи се повеќе имаме чувство ние со колегите кои дискутираме дека се помалку е понинетни се сегашните генерации, попаметни затоа што имаат поголем достап на информација, значи инаку интелигенцијата, нели, да не зборуваме за тоа составен на многу фактори, дел, меѓутоа се имаме повеќе такво чувство дека се полетаргични така натаму, токму, нели, гледајќи го системот како оди, тие се поинертни со помалку желба, знаете, одат на она, поготово сега те системот што писмено, нели, одговараат, и одат на препишување, на слушалки, на што не и така натаму, што навистина ние се трудиме максимум да ги убедиме дека е основно да стекнат образование, се друго е споредно, затоа што нивки им смета кога ќе влезат утре, се разбира дел од нив има што се квалитетни, затоа што кога јас дојдов во високо образование, тогаш имавме, верувате, само 20 студенти што ги примавме, значи некој начин на финансирање од државата, што сето тоа се укина со преку бројни уписи, имавме многу квалитетни студенти, тогаш се полагаше усмено и практично. Значи, кај нас, навистина, тие студенти што ќе поминеа, беа на еден филтер многу квалитетни, не само кај нас, општо. Ова преку бројност на студенти, тоа, знаете, носи лош квалитет. А и каде системот, мислам дека ќе биде повторно на уште еднаш размислување, дебати. Не секојаш мора да имаме дебати, како и сите сфери, што, че да кажеме досега што имаме плюс, што минус. Така, имаме веќе искуство секаде системот. И мислам дека мора да го вратиме квалитетот на образование. Медицинскиот факултет од секојаш важел за најтежок и просек било или чудо да се заврши за 5-6 години. Секојаш студентите губат повеќе години. Зашто едноставно не стигнуваат. Тоа обемна материја, доколку квалитетно се изучува, не може да стигне да го направи тоа. А ние се трудиме сега профили здравствени, нели, ево сега и нова програма имаме и така натаму, затоа што интенција е во секаде во Европа, ние, значи, не можеме преку ноќ да влеземе во Европа, треба во сите сегменти, сите сфери на битисување и да создадеме услови за тоа. Ако дојде денот, не е само политиката или име призна или не знам што, ние мора као оному каде што работиме да си ги усогласиме нашите програми и се она што е базично за утре да можеме во Европа да влеземе. Тукму затоа треба да се трудиме тоа да го ставиме, да видиме што се аномали, што не се аномали и тоа да го направиме што поскоро и што подобро, затоа што реков, признати се во Европа кадрите, профилирани се, меѓутоа верувате таму здравствените струки имаат поинаков третман. Значи, кај нас уште се оние стереотипи од мои колеги, лекари, така натаму, као ајде сега сестрата, вие ќе направите доктор да биде. Кога од нив тоа го слушаме, а не од остана. Тоа се големи грешки и небулози. Значи, тие се здравствени работници, тие се тим кои што заедно со лекарите треба да работат. И секаде има здравствени струки со доживотна едукација. Имаме се и втор циклус на студии. Меѓутоа, во Европа веќе имат академски студии. Значи, втор циклус академски и докторски студии. И тие фактички треба идни такви профили што и ние треба да ги имаме еден ден, треба да бидат дел од наставниот кадар на високата медицинска школа. Споменавте нова програма според која работите. Што е новина, еве, за разлика од тоа порано како се работело? Има ли доволно практика за студентите кои што сакаат да студират медицина кај нас? Се нуди ли доволно практиката? Затоа што знаеме дека секогаш повеќе се учи од она што е практично, односно од колку од теоријата. Знаете, мислам, практичниот дел е
ми се чини најголемиот проблем. Општо, не само во нашата институција, говорам и што имат сите сфери во факултети, образованието, медицински, во сите сфери, сигурно. Нели според ние ги согласуваме сега студиските програми, каде што е застапена многу. Еве да речеме новата, пак ја спомнам санитарни инженери, навистина направивме потерк. Многу време тука се потроши да многу има практична настава, значи практична и теренска, затоа што ќе имат во агенции за критика. Инаку нема да створиме профили како што треба. Истото важи за останатите студиски програми, стално правиме анализа дека мора уште да менуваме. Ние ги усогласивме со број на часови, со европски директиви, меѓутоа во пракса има проблем. Значи, токму тоа е кадровскиот што викаме проблем и проблем во базата. Затоа и не смееме да отвараме нешто што не можеме да го отвараме. Значи, мора покриеност и посериозно да се свати сето тоа со заеднички напори. Знаете како ние не треба да ги гледаме нашите студенти дека сметаат во клиничка болница. Напротив, тој кадар треба што повеќе да ги прифати. Да се искористи, да помогне. И точно. И затоа што тие ќе бидат дел од засејаниот систем. А исто и студентите на што го рековте, кај некој има интерес, меѓутоа тие сами можат нели денонокно да седат таму да. Меѓутоа некои од нив сватиле дека тоа е само пролазна работа. Ги познавате ли еве кога ќе имате предавања, кои се оние студенти кои што ја сакаат медицината, се запишале овде затоа што тоа е она што сакаат да го работат во животот, и оние кои што овде дошле, дали бидејќи мама и тато ги пуштиле да учат медицина или само колку се каже дека завршиле факултет медицина? Верувате дека веќе со моето искуство што имам, веднаш ги препознам. Ми се чини од првиот ден кога ќе дојдат во академска средина, затоа што се нели запишуваме бројки општо сегде, она што го говоревме да не се повторувам. И одма сметам дека еден добар процент од нив не припаѓаат тука, затоа што денес нели задолжително средно, па секој средно завршува и се прашуваш тогаш дали, затоа што ние сме пред се таму лекари, знаеме во кој период што се стекнува, е касно да ги превоспитуваме, па од првиот момент кога ќе влезат, знаеме што и што нити се сами се селектираат, природна селекција, нели во текот што на првиот семестар, повеќето од нив, и токму тоа го приметуваме дека некој доште против своја волја, некој доште чисто да запишат факултет, со надеж дека ќе можат веднаш да заминат на пракса во некои од соседните земји, како студенти, нели, што одат и така натаму, значи од различни побуди, а дел од нив навистина имаме квалитетни студенти. Сега кога спомнав пракса, само да кажам дека одлично работиме и Еразмус програмата, значи размена на сите оние кои што сакаат да одат, и на професори, и на студенти. И сега, знаете што не љути нас често пати, како и општо што не е во цела држава, и затоа не е тоа добро. Сметам дека кога се вработува здравствени кадри, значи, еднаш да се заборави партиска, како секој да мора да е определен или неопределен, затоа довде дојдовме, ми се чини. Сметам дека, ете, кога примаат во клиничка болница, во здравствен дом, во центар за јавно здравје, дека нас треба да не прашаат сепак за тие профили кои што конкурирале. Значи, една карактеристика, неформална напишана. Ние, верувајте, ги знаеме сите студенти кога излегуваат, па се чудиме кој се вработил, кој не се вработил, така треба во сите сфери да биде. Неформална карактеристика. Меѓутоа, битен и нашиот збор, да кажеме, значи, ние веќе ги гледаме кој од нив колку каде може да допринесе, а не секаде секој и, знаете, многу е, не е во ред, и тука младите се разочаруваат, тука тие заминуваат што вредат, тоест, навистина сум пресеќна кога ретко ќе се случи да има спој на некоја партиска припадност и добар студент, па, да, јас дури го кажувам јавно, ете, среќа ради тоа што, али и обратно, навистина. Не може така, мора сепак да има критериуми. Во поранешно време някој се смеевме, беше едно ме, павек имаше критериуми. Верувајте, барем имаше една листа, јас кој се запослував, чекање, просек, не знам што, па кој работел на село, кој работел во брза помош, имаше критериуми. Не викам дека се беше како што, ама сега навистина нема критериуми. Еве за крај само што ќе ве прашам, имаме ли во Македонија доволно кадар, доволно квалитетни млади луѓе кои што сакаат да студират медицина, и еве утре други ден ќе бидат квалитетни доктори кои што ќе бидат дел од нашето здравство? Значи, јас сметам дека имаме многу квалитетни луѓе, млади и општо и за кај нас како здравствени работници на медицинските, нели, факултети. Меѓутоа, јас ќе им порачам што повеќе од нив да студираат, пред се кога се запишуваат, треба да имат многу љубов кон медицината. Јас им велам на моите студенти често пати, и тие тоа позитивно го сваќаат, особено амбициозни деца,
дека медицината тука само почнува. Значи, медицината е процес кој нема крај. Ако некој одлучи да студира на медицински профил, треба цел живот да се посвети на тоа. Прво треба многу волја, многу ентузијазам, многу одрекување, жртвување, затоа што верувајте, ова е само стартно. Значи, јас затоа што чисто одам на надвор, на многу меѓународни конгреси, каде што има профили, сега токму бев на таков конгрес, каде што имаше санитарни инженери, верувајте, прекрасно е кога гледаш млади луѓе во какви проекти се вклучени, што се работат, не им е тешко, денонокно да го прават. И навистина викам дека така треба да понатаму. Доколку тоа не го сакат, не треба да го одбираат. Значи, да им е тешко, затоа што сепак прво е хумана професија, професија која што е најважен сегмент во општеството. И треба да се спремни до крај тоа да го почитуваат. Воспротивно, а е од друга страна прекрасно, повторно кога би бирала, повторно би избрала истата професија. Јас се надевам дека не ги исплашивме сите оние студенти кои што сакаат да се запишат на медицина, туку напротив, еве, им објаснивме некои работи и секако подетално за новите студии кои што ќе ги имате, па сите оние кои што се заинтересирани, еве, веќе на уписниот рок имаат можност да се запишат на високата медицинска школа. И во секое време на веб-сајтот, сега реков ќе го има и новиот смер, овие 2-3 дена, и што сакат можат да добијат информации од нашите служби, од било кого, за се она што ќе ги интересира. Ви благодарам што денеска бевте со нас, еве одблиско ги запознавме не само студентите и општо граѓаните малку повеќе за работата на високата медицинска школа во Битола. Ви благодарам и вам.